Почитувани, владата на СДС и ДУИ во целост работела незаконски и криминално. Ова не го кажува само ВМРО ДПМН, ова го кажува и Државниот завод за ревизија. И тоа во извештај изготвен во време на СДС и ДУИ, а по кој јавното обвинителство не постапило. Извештајот од ревизијата на Државниот завод за ревизија за Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство изразува сомнеж за вистинитоста и објективноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива. Имено, според извештајот на Државниот завод за ревизија, постои неусогласеност по потребните вработувања во планот за вработување и ангажираните лица, како и недостиг на стручен кадар од областите во делокруг на Министерството. Ова е показател дека Љупчо Дон Николовски го партизирал Министерството и наместо преку конкурс да се бираат најстручните кадри и од струките од кои има потреба Министерството, е вршена тешка партизација и полнење на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со партиски послушници. МЗШВ, како министерство кое треба да извршува стручни анализи, да креира политики и носи мерки од областа на земјоделството, производство на храна, грижа за водите и шумите, очигледно најмалку имало стручни лица од овие области. Се поставува прашањето: што правело јавното обвинителство по однос на овој извештај? Особено ако се земе в предвид дека истиот изготвен и доставен до влада уште од 2023 година. Зошто една цела година јавното обвинителство молчи и не постапува? До кога молк? Истовремено, мора да напоменеме дека неспособноста завршува со СДС. Ние работиме 100% одговорно за твојата иднина.